Повеќето села во североистокот не се приклучени на градската водоводна мрежа. Жителите користат сопствени бунари, а во дел од селата има и локални водоводи. Од Центарот за јавно здравје Куманово, кој врши испитувања на неделно ниво, информираа дека водата во руралните подрачја е безбедна за пиење, но укажуваа дека има и исклучоци кога се јавуваат бактерии како Ешерихија коли. За состојбата на водите можам да кажам дека задоволува овие што се селски води. Има ретко така некоја ќе се појави со бактерии од видот Ешерихија коли кои се по потекло од фекално потекло. Најчесто имаме зголемени нитрати. Ретко ќе се појави некоја вода што има покачени нитрити. Со амоњак дури многу ретко се случува, дури ги нема. Значи, ние секоја недела правиме план, нашите техничари, двајца одат, ние им даваме план кај треба да земат. Значи, првично, во секое село земат од школите, пошто нели тоа е колектив голем, консумираат повеќе деца, повеќе наставници вода и затоа тука попраќаме повеќе внимание, да не дојде до некое труење од водата и така. Амбулантите исто така што се по селата. Ако има интернат негде, нели, како што е Драгоманце, како што има интернат, и од таму зимаме, пошто ги третираме како јавни објекти, и од домаќинства. Анализите се спроведуваат во микробиологија и лабораторија на Центарот за јавно здравје Куманово. Нашата работа е советодавна. Значи, ние им даваме совети што да прават. Значи, секој резултат што ќе излезе позитивен, дали со бактерија, дали со нитрати, оди во Агенција за храна и ветеринарство. Значи, тие инспектори се прво запознаваат. А исто така ние по службена линија се јавуваме и кажуваме дали е тоа домаќинство, дали е тоа интернат, дали е тоа школа, кажуваме дека водата ви е неисправна и веднаш да истакнат на ливче да напишат дека водата не е за пиење. И им кажуваме што треба да преземат. Сега зависи што е проблемот. Ако се бактериите, значи треба да се прави дезинфекција. Нитратите, ако се зголемени, тука многу не можеме, пошто нитратите се појавуваат кога имаме старо некое загадување, значи минерализација, органска минерализација која е старо. Значи тие потекнуваат од почвата и преку водата, значи што се спушта, што се слива доле во овие бунарите и бушотините, значи се појавуваат тие нитрати и потешко се отстрануваат. Меѓутоа, со минимални некои промени не е толку страшно и да се пие. Согласно Националната програма за јавно здравје, Центарот во Куманово анализира 770 води. За граѓаните кои имаат своји бунари и бушотини, здравствените лица препорачуваат сами да ја носат водата за анализа.